Битолските пензионери имаат можност да користат субвенциониран јавен превоз. Од Сдруженијето на пензионери информираат дека оваа мерка е активна скоро 7 години, а за истата пензионерите пројавуваат голем интерес. Со оваа мерка на членовите на Сдруженијето им се возможува за градскиот, но и за приградскиот превоз да плаќаат само половина од сумата предвидена според превозниците. Секој пензионер кој што ќе извади од кајна членска книжка, која како возна карта му служи и за сите други потреби да се знае дека е на член, во градскиот, приградскиот, тоа се сите она бивша битолска, да речеме, општина што беше вклучувајќи ги Могила, сега да Крушево и сите тие, секој ден има право да се воза со автобусот со партиципација од 50%. Ако цената е 100 денари, пензионерот плаќа 50 денари. Ако цената во градскиот превоз е 20 денари, пензионерот плаќа 10 денари, зашто си добива посебна карта. Сдруженијето има склучено договори со сите превозници за оваа цел, а од голема корист им е на пензионерите кои за било каква потреба доаѓаат во Битол од околните населени места. Секој автобус кој што се обраќа како градски, се враќа од приградот, од приградските врвини зградо и така натаму, на секој тие автобуси тие може да се качат и да се возат со 50% партиципација. Ќе речеме не е многу, ама за нас мислиме дека е тоа доволно добро. Од пензионерите кои ги анкетиравме, некои ја поздравуваат оваа мерка и велат дека ја користат секојдневно за своите потреби, но некои сепак преферираат низ градот да се движат пеш. За некој е корисно, што не може да оди корисно е. Ние, да ти кажам право, сега поќе го користиме градскиот превоз, од и стари луѓе мораме да не можеме кола да возиме и се возиме и многу сме благодарни. За 10 денари да те вози низ целиот град, што сакаш поарно? Понекогаш кога има потреба и јас го се качувам на автобус што да правам. Да го користиме. Како сте задоволни? Не е добро. Задоволни сте. Не го користам толку, повеќе сакам пешки. Веќе досада ми е од волано и возење повеќе. Јас кола имам дома, не ја возам. Ти кажам, отворено е. А понекој пат го користам. Од Битолското здружение на пензионери велат дека субвенционираниот јавен превоз можат да го користат сите членови со прикажување на членска картичка. Овој број во Битола се движи помеѓу 7 и 8 илјади пензионери, а за оваа цел од буџетот на здруженијето се издвојуваат околу 1 милион и 300 илјади денари.